Ки има нови мерки со сила до крајот на годината, доколку трговците ги зголемат цените се закани денес премиерот Христијан Мицкоски на реакција дека граѓаните се жалат на повисоки цени по 30 април. Ги следиме состојбите. Јас немам таква информација. Разговарав со министерот пред 2 дена, имавме состанок и ми покажа бројки. Немам таква информација дека тоа се случува. Но доколку се случи тоа на крајот од месецот, автоматски ќе бидат применети мерки кои што ќе траат до крајот на годината. И тоа јасно го кажавме дека такви трикови нема да толерираме. Освен со мерки, Мицкоски до трговците упати и друго предупредување. Слушаме трикови во кои што преку прокси правни лица ќе се изнесуваат пари под плаштот на маркетинг услуги, PR услуги и така натаму, а со тоа практично ќе се плаќа таа маржа која што се плаќаше во минатото на одредени маркети. Слушаме, стигаат и до нас тие информации, вознемирени сме од тоа што го слушаме и не е добро тоа што го слушаме, затоа што на тој начин не можеме да градиме партнерски односи. Лани бизнисот со храна и други производи надминал 1 милијарда евра, што е за речиси 11% повеќе од една година претходно. Најголеми приходи од речиси 302 милиони евра остварил КАМ, а по него се Кипер со 221, Стокомак со 153 милиони евра и така натаму. Најголема добивка од 9,9 милиони евра остварил Веро, а по него се КАМ со 6,9 и Кипер 5,1 милион евра. 10 најголеми маркети реализирале приход поголем од 30 милиони евра.